Кажи ми сега, ти си усвари прв доктор на Македонија Ѓорче Петров. Да. На фудбалски клуб. Да, на фудбалски клуб, заедно со уште еден колега, да, 20 сме. Кажи ми за тоа нешто, баш ме интересира како изгледа еден ден вака како идеш со нив. Па ќе кажам, треба да го сакаш тоа, значи тоа уопште не е лесна работа. Мене ми изгледа дури забавно. Да, они ти може гледаш, звучи... така е таа, ти уклучиш утакмица, гледаш 90 минути, гасиш, ти викаш стоп. Иначе утакмицата трае цел ден, искрено цел ден. Посебно ако е гостување. Имаш гостување во Битола, трга автобусот во 8:30 хипотетички, стигаш тамо 3 сати, знаеш, автобусот, така, па пауза, па кафенце, па едно друго, па припреми, па почиње утакмица, па ги чекаш да се истушираат, да се соберат, па јадеш, па се враќаш дома у 8. Значи 12 сати трае утакмицата за тебе. Ти гледаш 90 минути, ја гасиш, си одиш, ти продолжуваш, така? Тој уште се вози на плетвар, така е. Реално. Супер е, забавно е, барем за мене. Мене ме исполнува тоа што, баш како што ти кажав, колегите фактички кај мене, фудбалерите ми се супер, стручниот штаб ми е супер, така да има комуникација, има зезање, има професионализам. Усвари, глеј, ти си таму за не дај Боже ситуација, препоставам. Да, да, ние се подруваме баш со тој слоган да немаш работа, докторе. Се десила нека фрка така тешка повреда нешто? Секога се случува. И? Ништо, влагаш на терен, колку што можеш го санираш, враќаш, не враќаш на терен. Мислам, што можеш да направиш ако е нешто потешко на терен, ништо не можеш, само... И, на пример, имавме ние на Европско првенство 2020 колапс на фудбалер, професионален, така е, Ериксен. Значи, ако не беше првата помош... Да. Меѓутоа, ти не можеш, во граници на теренот, толку можеш да му пружиш. Така? Да. Ти не одиш како неврохирургот тука одна да го отвараш. Нема збор. Меѓутоа, пак првата помош е она најбитната. Да го санираш и да го спремиш.